Μπράβο σου κύριε Πρόεδρε, καλά τα καταφέρνεις. Με τους 45 σου βραμάν αμάν στην Αίγυρα με στέλνεις. Με τους 45 σου βρε Ανάσταση στον όροφο με στέλνεις. Άιντες. Bien sûr, comme écrivain, Се разбира, како писател најмногу ја сакам мојата поезија. ce sont des livres qui parlent pour moi. Тоа qui се me книги touchent што psychiquement. зборуваат за мене, Les што livres психички sur le ми folklore, засегаат. c'est l'objectivité Книгите за фолклорот sur се la réalité, објективност sur за l'histoire. реалноста, за историјата. Mais tu ne peux pas vivre avec la poésie. Но не можам да живеам Ni од поезијата, économiquement, ni côté temps, tu peux pas manger ta дури ни vie економски. avec deux, trois Не можеш livres да sur живееш la со poésie 3 книги ou за avec поезијата или со поезија. Mais j'ai une responsabilité Но devant имам mon одговорност peuple, je crois пред que мојот je suis народ. pas propriété de mon Мислам talent. дека јас не сум собственик на мојот талент. À moi ou à un Тој autre талент peintre ou ми un бил autre даден écrivain. случајно мене, Alors, или на je некој suis сликар, obligé de или на travailler. некој друг писател. Salonique, c'était mon amour. Солун беше моја љубов. C'est avant Пред 42 години почнав да купувам разгледници pour faire une collection de за да направам колекција. Ги купував многу ефтино. Собствениците на киосците и на дуќанџињата беа многу задоволни зашто ги ослободував од старите правливи разгледници. Направив колекција од околу 4000 разгледници и потоа им ја понудив на разни издавачи. Но тие нема интерес да објават толку стари работи. По 20 години успеав да најдам издавач, но и тој се откажа. Конечно, кон крајот на 70-тите години ги објавив тие разгледници што денес се многу модерни. Особено по проблемот со Македонија, тие стана речиси символични предмети кои докажуваат дека Солун од секогаш бил грчки град и така натаму. Но на разгледниците има многу малку грци. Има цигани, има турци, а најмногу има евреи. Значи, сликата што ја дава моите разгледници беше контранапад за официјалниот национализам на Грција. Мислам дека затоа никој не прифати да ја објави мојата колекција разгледници. Книгата мина 10 години во тишина. Ова е првото и единствено издание. Еве го Солун, посветено на Јашар Кемал. Да не заборавиме дека тоа е градот на Назим Хикмет и на Мустафа Кемал. За жал, не познавам ниту еден славен грк роден во Солун. Па каков е тој грчки град?
Со разни фотографии од моите архиви докажав дека во Солун имало многу отомански споменици, меѓу кои и околу 60 минариња. Сето тоа било срамнето со земјата во првата година од окупацијата на Солун од страна на грчката армија. И веднаш ме прогласија за турчин, иако се разбира не сум турчин. Како што чувте, го употребив зборот окупација. Грците никогаш не го користат тој збор за влегување на грчката армија во Солун, туку зборот ослободување. Но јас тоа го велев и секогаш ја нарекувам окупација. Солун воопште не бил грчки, туку туѓ град.